Здраво, ова е ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменуков. Денеска ќе разговараме за нешто што се случува на светската економска сцена, а тоа е воведувањето на тарифите, царините од страна на претседателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Од една страна ова најавува голема економска борба, битка, каде што се вклучени буквално сите земји од остатокот од светот, да не набројувам Кина, Европската унија, па се останато што може да наброиме, но тука и Македонија, бидејќи секако и Македонија има економски интереси со Соединетите Американски држави и последниот податок е на пример дека извозот во 2024 во САД е зголемен за 220%. Тоа е голема бројка, извезуваме значи некаде околу 110 милиона евра, што е сериозен извоз, иако не е премногу во споредба со Германија, но е сериозен извоз, сериозно зголемување, но ќе зборуваме исто така во овој подкаст како се ова ќе се одрази на економијата на Европската унија пред се на Германија и што ќе значат овие царини тарифи воведени во за челичната индустрија и за алуминиумот, односно за челикот и алуминиумот. Да не должам многу, ова мене ми е многу интересна тема, многу е актуелна, бидејќи да не заборавиме, ние сме увозно зависна земја, ние многу увезуваме и исто така извозот ни зависи пред се од Европската унија и ако падне Европската унија и Германија, паѓаме и ние, така што ќе ни се влоши состојбата ако нема на повидок некои решенија. Добро е што се решава Украина, но ќе видиме дали тоа ќе значи и веднаш опоравување на германската индустрија, но за тоа ќе дадат одговори моите денешни гости. Ајде да ги представам, првин ќе зборуваме за експерт еден што знае што ќе се одразат царините за челик и за алуминиум е представникот на Макстил, Димитар Цветковски. Добре дојдовте. Добро ме најдов, благодарам за поканата. Да, вас кога ве слушнав на една презентација во Стопанската комора и ми текна дека може да ве искористам и за овој подкаст, бидејќи многу е актуелно како ќе значи, што ќе значат овие царини на Трамп за македонската челична индустрија, бидејќи да не заборавиме ние произведуваме серизни количини и ние сме прилично конкурентни на странскиот пазар пред се европскиот. Да. Вториот гостин, вториот соговорник е универзитетскиот професор Синиша Наумовски, без В, да не го употребам. Добре дојдовте, вие сте добар познавач на германската економија, но и глобално што се случува. Со вас ќе коментираме што може да очекуваме, но исто така сакам еден мал осврт да дадеме и на една колумна што имаше поранешниот министер за финансии на Грција Варуфакис, дека Трамп се што прави е у суштина дел од еден голем мастер план како он да задржи, односно да ја врати големата економска доминација на Соединетите Американски држави во светот, на светско ниво, и дека ова се што презема не е онака што би се рекло на прва или некој негов хир, туку дека тоа има сериозна позадина. Значи, господа, добре дојдовте. Ајде првин ќе почнам со господинот Цветковски. Генерално челичната индустрија во Македонија во јавноста некако во последниве десетина година како да не е во фокусот на јавноста, но ние сме добри играчи, имаме добри компании кои што извезуваат, а тоа значи набавуваат свежи девизи во држава, па тоа влијае на нашето девизни резерви и на се останато, но кажете ми како би се одразило воведување на овие царини врз македонската челична индустрија? Можеме да ви кажем дека челичната индустрија во Македонија со оглед на тоа колку голема, односно мала држава сме, има прилично голема важност, затоа што сметам дека негде по некои сознанија околу 3.500 вработени се директно вклучени во челичната индустрија, во компаниите во челичната индустрија, индиректно со сите придружни дејности од околу, мислиме дека се некаде околу 15.000 вработени во таа индустрија. Има добар дел од извозот на државата е направен од овие челични компании. Меѓутоа, мислам дека конкретно мерките на Трамп за воведување на нови царини нема директно да се одразат на Македонија, затоа што мислам дека скоро никој од нас не извезува директно од Македонија во Соединетите Американски држави. Освен тоа, за нас се уште важи како Македонија она одлука на Трамп во минатиот мандат според таја Section 232 која што ја донесе кога го прогласи челикот за стратешка суровина, и тие царини веќе постојат за македонскиот челик. Меѓутоа, директно влијание новото воведување мислам дека нема да има.
Но ве плаши ли малце ако се бидејќи се воведува кон Европската унија, а вие сте европски играч у суштина како компанија, дали може да се одрази индиректно кон вас? Тоа е проблемот. Да. Мислам дека основниот проблем е тоа, затоа што ние сме мала економија, мала држава и во борбата на титаните на некој начин за доминација на пазарот, за економски престиж во светот, ние можеме да останеме како повредена странка. Така. Доколку Европската унија воведе некакви слични мерки, таа би ги вовела исто за сите земји кои што извезуваат во Европската унија, ние сме земја која што не е во Европската унија и тука би можело да бидеме погодени. Ќе зборуваме што ќе се случи ако има реципроцитет. Во моментов колку што знаме за храната воведуваат, најавуваат воведување на реципроцитет, но ќе зборуваме како да заобиколиме, ако може некако да заобиколиме, ама тука ќе треба и политиката веројатно малце да помогне и да биде проактивна. Професоре, нема директно да се одрази, но гледаме дека имаме сериозна борба на светско ниво. Што се случува во моментот? Се согласувам со претходниот мој соговорник практично во овој подкаст, така е, директно нема да биде загрозена македонскава економија во однос на вие кои го работите со челик, но индиректно да. Постојат ризици зошто бидејќи ние сме директно поврзани со германската економија, како што кажавте, јас ја познавам германската економија, работиме години со професори кои се влијателни во германската аристократија, ако можам така некако да кажам, или стопански сектор таму. Загриженоста е огромна, да не заборавиме, Германија лани имаше близко до рецесија, ајде да не речам 0,3, нешто така, над 0. Од 20 спаси од рецесија, што се Од 20 спаси од рецесија и тоа значи дека на еден начин потфрлањето, сега ќе се разговарам, претпоставам подолу во подкастот какво сценарио или какви сценарии може да има Германија, но потфрлањето во однос на таа индустриализација или ретрансфер кон други цели или одвлекување на големите гиганти германски компании во Полска, исто така може да се каже тоа е интересен пазар, и во Соединетите Американски држави може да предизвика ризици кај Македонија, бидејќи во портфолиото ние немаме диверсификација. Преку 2,5 милиарди евра сме со извоз или негде околу 50% извезуваме со Германија. И суфицитарни сме во тој дел само со неа. Така да, се согласувам. И ова што Трамп, ако милувате како актуелно го најавува или веќе го спроведува, е една, можам да кажам, добро обмислена стратегија. Трамп не е ниту наивен, ниту па онака популист кои што го коментираат многу граѓани, па го врзуваат со политики, некои партии балкански и така натаму. Трамп е сериозен предприемач кој потекнува, ако дозволите, јас често пишував уште во 2017 го пратам Трамп како предприемач. Значи, неговите книги ги читам, неговите идоли се и наши соработници Наполеон Хил фондацијата, каде што често е цитирано на мислители позитивни, творци на позитивни мисли, предприемачи, Дел Карнеги и така натаму. Ги читаме се овие 30 години и ние тие литератури кои што може да влијаат врз нас како американска предприемачка култура. Се сеќавам 90-тите години, чинам 94-та беше некаде светот, јас бев многу малечок, но многу читав тие, еве и со фамилијата често дебатирам со татко ми, го имам време. Тамо некаде во таа власт, во тоа време, демократите чинам нека беа, Клинтонови, не се лажам, во едно место во источниот свет се прогласи на еден начин почеток на глобализацијата. И сега во тоа време западниве сили, тоа е амерички изум на тие мислители на глобализацијата, Трамп припаѓаше како предприемач на оние поконзервативни, подесни републикански ставови за Реган или класично така, на Реган. Трамп... Регано комика како беше, имаше Регано економија. И јас се согласувам со политиката на Реган, често ја читам и ја цитирам, со економијата во времето на Реган, ние може во бивша Југославија повозрастниве да знаат и кои ефекти ги имав. Така, падна така, една голема држава. Берлинскиот зид падна буквално ради Реган. Така е, Регановата политика на Реган беше оставете ги било кои владетели, дали се диктатори, дали не се, дали се демократи, да владеат, ќе ги рушиме од внатре. Ќе ги оставиме самите да се рушат од внатре. И ако гледате, Трамп истото го прави. Со секоја легитимна власт, било каде во светот, он пробува или веќе во првиот мандат реализираше одредени соработки, комуникации. И тоа можеме, сега не сум толку стручно политичен, во друга тема да го дискутираме. Она што сакам да го истакнам, кога глобализацијата ја поставивме како амерички изум во 90-тите, после 30 години, ево, 94-та до денес има 30 на години, може да го поставиме прашањето и да отвориме само оваква тема на дискусија, кој добија, кој изгуби.
Па највеќе изгубија Соединетите американски држави со таа глобализација и западноевропските земји. Бидејќи сетете се во 90-тите, отворете ги еве макроекономските статистики, вие сте супер новинарска фела и ќе видите едни статистики на увоз извоз тогаш и сосема други сега. Ние сега сме преплавени од кинеската доминација, преплавени од земјите од Турција до Кина, сите поред, истокот буквално го запосед на тоа што навидум се плашеше дека ќе биде ризик за нив. А од другата страна, нашиве граѓани и се чудам, еве и регионално, некако секогаш имаат некоја критична група, за жал не е доминантна, да мислат дека ЕУ ни е нам најголем непријател. Замислете, земји каде што суфицитарно работиме е ЕУ и еве да речеме сад повеќе и политички. Така, само да објасниме, ова е повторуван податок од мене, Добре. но да за Германија, на пример, вкупен извоз с Македонија има остварено, значи 7 милиарди и 700, 7,7 милиарди евра вкупен извоз во сите земји. Во Германија е 3 милиарди. Така е. 3 милиарди, но ова е многу загрижувачко нешто. Уделот што го имаме, процентуалниот удел е 39,8 во Германија, тој паѓа, а инаку беше порано многу повисок, беше до 45 до 48%. Околу 50, а интересно е на пример во Европската унија извезуваме дури 76,9%. Тоа е сериозно, ако ја удри Европската унија, а ќе ја удри овие царини, веројатно ние ќе настрадаме. Морам сега до господинот Цветковски пред да зборуваме колку е важна исто така металната индустрија, металургијата и сето тоа, бидејќи некако како да ја заборавивме. Пред овој подкаст зборувавте како можеме, ајде да кажеме, да бајпасираме дел од опасностите, а тоа е да влеземе во Европска унија, но тој процес гледаме не зависи од нас, значи тоа е политички многу проблематичен. Што можеме друго да направиме за да ги бајпасираме овие процеси и да избегнеме Европската унија да ни стане одеднаш потешко место за пласирање на нашите производи? Значи, тоа што јас гледам, да, за нас сигурно решение би било да станеме членка полноправна на Европската унија и тука би биле заштитени, како што се заштитени сите држави на таа унија. Меѓутоа, гледаме и самите дека тој процес некако многу тешко оди во изминативе многу години. Враќајќи се назад, можеби немаше да биде лошо да се зачели Македонија во Европската ЕФТА асоциацијата, каде што освен Европската унија учествуваат Швајцарија, Лихтенштајн и Норвешка, и кои што на некој начин се полноправни членки на тој европски пазар, под истите услови на тој европски пазар, тие се членки и на Шенген зоната, и тоа, например, би можело да значи големо олеснување за нас, затоа што практично е некој вид на членство во Европската унија, меѓутоа нормално не целосно членство, не полноправно членство, меѓутоа пристап на европскиот пазар и на некој начин користење на заштитни мерки кои што би важеле за тој европски пазар. И во тој случај, да речеме, доколку во конкретниот случај доколку се воведат такви царини, автоматски Македонија би била изземена од тие царини како членка на Европската асоциација за слободна Добро, трговија. но не може ли, бидејќи сме асоцијативна членка, односно чекаме преговорите секој момент да почнат, односно втората седница да се одржи, нас да не изземат како Македонија од мерките или не функционира така Европската унија? Искрено не сум толку многу запознаен политички, меѓутоа во некои претходни разговори кои што ги имавме кога се воведува квотите за увоз на челик во европската индустрија, ни беше кажано дека нема правна основа во тие европски тела за изземање на посебна држава. Значи, доколку сме член, например, на ова Сдружение за слободна трговија во Европа, би значило тоа правна основа за тоа што сме дел од некоја унија во која што учествува Европската унија. Така. Вака исклучок посебен за посебна земја мислам дека е многу тешко да се добие. Но што еден од лајт мотивите за овој подкаст беше она што е максимата на Трамп, а тоа е дека не може да постои држава ако нема свој челик, Зошто е толку важен челикот кој што, ајде да речеме, е челичната индустрија на 19 век. Нафтата е на 20 век, сега веќе влеговме, например, Трамп е и представник на најмодерната индустрија, тоа се криптовалутите ги форсира Илон Маск му е во најтесното обкружување. Зошто се врати на индустрија, алуминиум,
алуминиум и челик, што е во суштина индустрија на 19 век пред се челикот. Алуминиумот е на 20 век. Зошто толку инсистира на овој сектор и воведе царини тарифи? Па, јас мислам дека, иако така може би изгледа, дека челичната индустрија не е само на 19-тиот век, дека може би е родена во 19-тиот век, меѓутоа е многу потребна и многу активна се уште, затоа што конкретно челикот е основен материјал за многу други индустријски гранки, за многу други индустрии и многу тешко би можело без челикот да се живее, зборам на светско ниво. Значи, ако во 90-тите години светското производство на челик беа некои си 600 до 700 милиони тони годишно, минатата година се заврши со некои 1,8 до 1,9 милиарди тони челик произведен годишно. Затоа што тука најголем ефект има пред се индустриализацијата на азиските земји, посебно Кина, затоа што Кина во тој производ учествува можеби со 55% од вкупното глобално производство на челик. Европската унија, не треба да заборавиме, основана на производството на челик, затоа што е родена како заедница на држави кои што произведува јаглен и челик. Така е. Јаглен произведен за да може да се произведува челик. Така, не може мислам да дека Трамп тоа што го прави е на некој начин враќање на индустријата во Соединетите Американски држави, затоа што мислам дека не е чекор само за челичната индустрија, меѓутоа тој сака преработувачка индустрија, производствена индустрија да се врати во Соединетите Американски држави. Добро. Освен, речеме, овие други сите нови економски трендови во светот. Интересно, овие бројкиве се интересни, значи 1,8 трилиони годишно се трошат тони челик, а се произведуваат, се извинувам, тоа се од кој што е 1 трилион Кина генерално, тие се некои големи се бројкиве, ова се страшни, биле 600 милиарди, стигнале се триплиране. Јас извинете. Во таа насока сосема спротивно мислење за, иако многу потези од Трамп ги поддржувам како на еден начин филозофија, но мислам дека челикот, националниот челик, идејата за национален челик е застарена. Зошто? Неколку факти ќе кажам. Верувањето дека една земја треба да има свој челик, САД да го земам. Тоа што го прави Трамп. САД има околу 70 милиони тони челик. Кина има над 1 милиарда тони производство. Ако ја погледнеме и Германија и Јапонија, и таму не се потпира на домашен челик. Сето ова мислам дека Трамп го прави можеби како обид, но главниот фокус треба да му биде или ќе му биде во насока на нови технологии, дигитализацијата и обезбедување контрола врз или безбедност, ако сакате така да го кажам, за синџирите за снабдување. Он сака да наметне игра или ќе ме изберете мене или Кина. Тоа е можеби поголемата придобивка на американциве. Според мене сега. Ама сепак во неговиот наратив кога го следиме, челикот и алуминиумот се клучни. Не, но еве ги бројките. Не знам колку Америка може да ја надмине Кина во тој дел. Не, али може да стане само доволна во поглед да на самата себе. На себе како стратешки ресурс. Не верувам дека може да биде. Никој не може Кина да е. Не може да стане само доволна. Јас мислам дека тоа што се однесува само до челичната индустрија нема да има некој голем ефект, глобален ефект во Соединетите Американски држави. Тука се согласувам. Мислам дека е ова повеќе на некој начин провокација, за да може после тоа да се спроведуваат други мерки. Дали доаѓаме до тоа до колумната на Варуфакис што зборува дека усуштина ова е игра царините тарифите, за да се седнат на преговарачка маса поединечно земјите, не унии, на пример Европската унија како Европска унија, некако туку секоја земја поединечно да може да се изврши притисок за да се обезбеди крајната цел, а тоа е ефтин долар. Тоа е ефтин долар, значи да биде производите од Америка да бидат ефтини, а од друга страна да не се изгуби доминацијата на доларот како светска резервна валута. Да не се успее во стратегијата на источниве земји за дедоларизација. Се согласувам во најголем дел со колумната на Варуфакис. Така е, Трамп добро знае што прави во однос на предприемачките техники, тоа се најдобрите техники, не преговарате со организирана група,
предорганизирана група напаѓате или пуштате оној PR елемент, преговарате со секого поодделно. Најдобрите бизнес дилови се прават Така е. face to face. Така, B2B не преговара како со синдикатот, туку Така го е, развива јасно. синдикатот, па Точно, после поединечно Затоа преговара. Што е мислам суштина дека логиката? Логиката А, негова ја оправдувам Се слагам. и е класично предприемачко Америка, па и едно гуру размислување Така. на секој еден предприемач. Во тој дел мислам дека Америка сега 88% доларот е моќен. Не успеа ни самиот кинески инструмент да го наметне јенот, не Така. не е возможно. Да, но мислам. имаме во моментов силен долар, Го на имаме пример, се силен, доближи така. до еврото, 60 Така. денари, мислам, сега варира горе-долу, Така. но исклучително силен долар имаме, што не било во минатото случај. Доаѓаме до моментот, ќе успее ли овој мастер план што го има Трамп, бидејќи има опасности, бидејќи ако почне некаде да крахира, ќе крахира целиот план, а тоа ќе биде опасно за целиот свет, у суштина ако падна Америка. Ризичен е целиот мастер план, ако можеме да го Така. наречеме, многу варијабли влијаат за да кажеме дали ќе успее. Но она што ние како мала земја или Европскава унија, која што нам ни е интерес, не припаѓаме на тој континент, без разлика што сме кандидати за Европска унија. Треба да ја разбудиме внатре некој жар или ентузијазам и да сватиме дека не можеме веќе да се подпираме. Ова е ново време. Не можеме да се подпираме на дежурниот светски полицаец Америка. Дека мораме сами да изградиме пазар, мораме да почнеме да размислуваме и на источниве пазари, мораме можеби да бараме и други алтернативни извори на по-ниски енергенци. Можеме да поговориме подоцна војната во Украина, исходите и така натаму. Ќе зборуваме за Германија кога ќе дојдеме ќе Она што на почетокот сакав да го кажам со 94-та со филозофијата на введување на глобализацијата, поентата ми е Трамп е сосема спротивник на таа. Дали е крај на глобализацијата? Мислам дека јас мислам дека да, и целиот концепт на реганизам кој го употребува Трамп, нели? Е како да ја врати Америка на американците, па и така му е паролата, така. Зошто да даваме пари во некои источни светови или некаде да оправаме судски системи и не знам да течат вентили по некакви фондации? Дај да видиме во Джерси улици ги средиме. Еве 3 пати, само што се враќам од Америка пред некој месец дена, пристигнав, а бев цел еден месец. Америка е небезбедна земја. Значи вие имате градови кои не се безбедни. И тоа му беше и поентата за да ги добие изборите. Дај да ги направиме градовиве безбедни. Safe cities. И мислам дека Америка ќе се конзервира за да акумулира и натрупа едно огромно богатство во овој период додека ако добро успее сега зборам стратегија и после ќе ги пласира надвор од светот. Тоа е играта на Трамповата. У суштина враќање кон самите себе си за да станете силни дома, па после да можете пак силни надвор да бидете. Кај што веќе им се луѓа позицијата. Така е и едноставно воведување на еден начин на такви војни, виртуелни, економски запирање на традиционалниве војни. Вообичаено традиционалниве војни не носат, барам јас сум во таа, еве како човек, никога не сум сакал никогаш војна. И мислам дека најголемата лудост е ова што се случува во источниот. Да, али се случи, па ќе видиме што ќе биде. Сега е време за првата пауза за нашите пријатели на подкастот. Без нив ние не ќе можеме да ја реализираме оваа емисија, односно не можеме воопшто подкастот да го реализираме. Ќе направиме пауза, се враќаме после паузата за да зборуваме малце за Германија и за Европската унија, односно како Соединетите американски држави ќе влијаат врз економијата во ЕУ и во Германија. Останете со нас. Се враќаме повторно во студиово, зборуваме со нашите гости на тема Трамп, царини, зборуваме за економијата, за челичната индустрија, зборуваме за многу работи. Се надевам дека ви беше интересно во првата третина од подкастот. Гости да напоменам се универзитетскиот професор Синиша Наумовски и представникот, односно неизвршен директор, председател на одборот на директори на Макстил, Димитар Цветковски.
лајт мотивот за овој подкаст беше царините што ги воведе, односно тарифите за челики, за алуминиум, тие ги имаме, ни се воведени од 2018 година од Трамп исто така, но исто така е загрижувачки што тоа сега ќе важат и за Европската унија. Зборувавме малце со господинот Цветковски што ќе значи тоа. Он директно не гледа дека ќе биде опасности, но индиректно може. Сега доаѓаме до оној дел, вие работите со Европската унија, вие сте странска компанија, иако овде се македонска компанија со странски капитал. Да се коригирам одма да бидам прецизен. Колку, ќе се навратиме на прашањето, колку ве загрижува состојбата во Германија ова што се случува, бидејќи гледаме дека имаат они сериозна деиндустриализација и едноставно како да талкаат во барање на некој нов економски модел, што може да се одрази на работењето на нашата челична индустрија, но генерално и на целата индустрија, бидејќи ние сериозно извезуваме во оваа земја и сме суфицитарни, што би рекол професорот. Да, точно. Германија е, да речеме, земјата која што ја диктира на некој начин економијата во Европската унија. Проблем на македонската економија, како што каже соговорникот претходно, е што сме многу сконцентрирани ние на германската економија. Меѓутоа, и без да сме сконцентрирани до толкав процент на германската економија, целата економија на Европската унија на некој начин трпи поради тоа што се случува во Германија. Челичната индустрија, мислам, како приватни компании сигурно се трудиме да најдеме излез на други пазари. Значи, тоа на некој начин е секојдневна борба на сите компании. Македонија, мислам, ние како Макстил и челична индустрија, мислам дека не извезуваме директно толку многу во Германија како држава, меѓутоа имаме многу други индустрии низ Европската унија кои што зависат од таа. Така да тука ќе има сигурно веќе има некаква стагнација доколку германската економија не се опорави, ќе има и на некој начин пад на тој извоз. Што се однесува до Макстил, ние бараме други пазари. Мислам, во последниве години сме сконцентрирани повеќе на источниот дел од Европа, значи Полска, Романија, Чешка, Словачка, тие земји од таа некоја централно-источна Европа. Турскиот пазар ни е многу интересен во последниве години, останува Италија, меѓутоа мислам дека влијанието на Германија во секој случај е на еден или на друг начин големо за тоа што се случува во челичната индустрија. Интересно, ова е веќе трети или четврт пат како се повторува една земја во излагањата на моите соговорници во подкастов, а тоа е Полска. Тоа е некаде 500-600 милиарди БДП имаат. Колку што бидејќи ги проверував податоците, бидејќи многу често ни се појавува, тоа е сериозен, ајде да кажеме, скриен тигар во европската економија со раст. Некако како да не посветуваме внимание доволно на тој пазар и на таа земја. Со вас, професоре, ќе поразговарам малце с Германија, Полска и Европска. Не сакам да останам со господинот Цветковски на уште еден елемент. Зборуваме дека се бараат нови пазари, но гледаме дека се најавува нов инвестициски бум во Македонија. Владата сака да го заживее она што беше пред 2017 со старата влада на ВМРО ДПМН, кај што имаше големи привлекување на странски инвестиции. Што треба да се фокусира за да може да се искористи потенцијалот на македонската челична индустрија, која што да кажеме е 4% од БДП, тоа е некаде околу 600 милиона евра на годишно ниво, ако ги пресметаме според последните проценки на бруто домашниот производ. Да, мислам, и многу интересно прашање. Јас мислам дека тоа што може владата да го направи е да побара инвестиции на некои комплементарни индустријски гранки на македонската економија. Затоа што голем дел од тие нови инвестиции кои што се отворија во државата не учествуваат толку многу во домашната економија, во смисол на тоа не набавуваат толку многу од домашниот пазар, од домашното производство. Значи тоа што може да се, тоа што би ме радувало многу е доколку се донесат некои индустрии кои што би можеле да инвестираат тука и би можеле да набавуваат, мислам, од нашата челична индустрија, меѓутоа и од другите индустрии, не само од челичната индустрија. Мислам дека тука ние ќе станеме на некој начин, компаниите ќе си имаат домашен пазар, кој што во некои случаи, во повеќе случаи најинтересниот пазар, затоа што блиску и е... Искрено да кажам, зашто би се употребил челикот од Макстил во македонската индустрија? Кај би можело,
да се употреби. Значи, Бидејќи- добро, конкретно за Макстил, да, ако може да кажам, значи Макстил произведува топловалани дебели лимови, производ кој што се користи за тешки метални конструкции, се користи за изградба на мостови, за изградба на бродови, за изградба на пример на столбови за ветерници, за резервоари, за големи резервоари, за други различни инфраструктурни објекти. Градежната индустрија исто го користи тој производ. Рековте ветерници ова, столбовите и сето Да, столбовите, мислам, Макстил во своето портфолио веќе го има тоа како производ, неколку, мислам, повеќе години наназад го работиме на европскиот пазар, имаме преку други европски компании, имаме пласирано точно лимови за ветерници кои што се изработени од лим од Макстил. Конкретно би било интересно најавената инвестиција во големиот ветерен парк за производство на електрична енергија на некој начин да биде вклучен Макстил. Освен Макстил, мислам дека тука има и фирми кои што можат да направат на некој начин префабрикација на тие производи, на тие делови, да речеме, кои што би се монтирале после на тие столови. По сите стандарди на Европска унија, например, нормално. Така. Со сите Ова е интересно, стандарди, ова ве квалитети, прашувам, бидејќи мислам дека убаво е што сме концентрирани на привлекување на странски директни инвестиции, но мораме да еден од големите проблеми што ние го зборуваме во овој подкаст многу често е дека не се користи домашните капацитети, делумно затоа што не можат домашните компании да одговорат на стандардите, но вие работите со Европска унија, вие работите со по најсовремени стандарди, зошто да не се направат обиди нешто да се донесе што ќе бидете вие добавувачи, не само вие, целата индустрија, ова што се вика металната индустрија. Тоа сигурно мислам, јас не се слагам целосно дека немаме квалитети, дека немаме ноу-хау. Мислам дека имаме. Во делот немаме, не секаде. Во некој дел точно е. Што ми извезуваме во Германија. На жалост таа индустријска култура која што постоеше во држава до распадот на Југославија ја изгубивме. Мислам тоа без да обвинувам никого, фактот е тој дека немаме веќе тоа што имавме, меѓутоа свесни сме дека тука имавме многу голема индустрија, почнувајќи од ТВ Железарница, МЗТ, Тито, ФАС, ОХИС, мислам, тоа беа сериозни индустријски капацитети кои што одговара на многу високи барања во тоа време. Така. Делот Да не забораваме, се изгуби. ЮС стандардот беше во копија на DIN стандардот на германскиот, на Deutsche Industrial стандардот. Во суштина ЮС стандардот беше на германски, така што ние во суштина се квалитет што нашто мајка ми до ден денеска ќе го каже, стружанка мајца произведена во 80-тите години немаше смрт бидејќи беше во суштина по германски квалитет направена и сето тоа. Али добро, ова беше мала диграција. Заврши. Професоре, имаме убава носталгија, но тоа заврши и ние мора да гледаме напред. Така, сега како да гледаме напред? Германија е во криза и колку е сериозна кризата? Ајде за Германија неколку факти И одма со Полска да ја свичуваме со тоа. Германија има, ќе пробам да направам својата анализа. Неколку факти кои се неубави. Раст на BDP 0,2. Пад минус 3,2 на индустријско производство. 30% концентрација на пазар на автомобилска индустрија во Кина, кој паѓа сега. Сега се имнат на 22. Значи кинези веќе не купуваат. Имаат свој производ. Така е. Свој коли кој што боли глава, мислам. Веќе со квалитет се. И еве ја сега Полска. Полска го користи ова слабост на лидершипот во Германија, слабоста на Европскава унија во однос на двојна некомпактност, а сето тоа поттикнато од воени вежаришта во Украина и последователно кризите и пољаци успеа 10 милиарди евра да привлечат инвестиции од Германија. Зошто? Бидејќи секој германски претприемач сака да има приближно иста продуктивност колку неговиот граѓанин, но многу пониски цени. Еве, одиме, јас често одам во Полска. Некако емотивно ме допрвте, Варшава неколку пати имам соработка во Жешов, тоа е мало градче, до Краков. Пољациве се интересна опција и за нас и се многу искрени пријатели на Македонија. Не знам од кој причини, не сум толку геополитички, историски, но секогаш биле и за членството во НАТО, стоја зад нас, и кога има внатрешни проблеми. И тука може би треба да размислуваме и ние кога сакаме да направиме диверзификација на германското зависноста, еве некаде околу, спомнав и преска, 2,3 милиарди само од 23 долари направивме извоз и тој 50% кои го рековте вие, сега веќе паѓа. Тоа е негативно во однос на Германија, но што е позитивно? Позитивно е дека македонскиве менаџери на држава и оние кои се задолжени за привлекување на странски директни инвестиции, сега имаат шанса после февруари, во Германија има избори и очекуваме да бидат позитивно завршени, во смисла да не биде АФД доминантен
мандатарна влада, што ќе биде поразително за сите. ЦДУ е опцијата за нас. Кога ЦДУ, верувам дека Фридрих Мерцеве, јавно го коментирам тоа на вашиот подкаст, ќе формира влада, зелената опција или зелената партија ќе оди аут, како велиме, out of, новата компонирана влада ќе биде многу по-силна од оваа. Со новиот лидершип во Германија, мислам дека Македонија треба да ја убеди да може да ги донесе во таа политика на приближување компаниите овде. Да го земе примерот на Полска. Ништо друго. Пољациве, Србиве и еве една друга држава интересна, имам после ќе зборим, Виетнам. Да. Тоа се три интересни држави кои сакам да ги анализираме. Каков пример има Виетнам, што направи Виетнам меѓу војната на Кина и Соединените американски држави и привлече преку 200 милиарди евра и извезува. Така, тоа е тигарот во позадина. Но сега мораме да останеме на Германија. И јас сум фасциниран од таа земја. Германија има три сценарија според мен. Да, ќе ги збориме само еден момент што е многу актуелно, трите сценарија. Мислам, според мене се зборува во моментов дека ќе се разреши набрзо во наредниве пола година до година кризата во Украина, ќе се стави крај на војната и генерално ќе се нормализира барем во тој дел политичката сцена. Баш имаше еден текст дали Европската унија при завршување на војната во Украина веднаш ќе пристапи кон ефтиниот руски газ и што ќе значи сето тоа. Што мислите, дали решението повторно да биде Германија конкурентна и голема и силна економија токму во гасот или сепак има структурни проблеми? Има и од двете вистини по нешто. И ефтиниот газ, сега Германија плаќа 4 пати повисок газ. 3-4 пати, сега знаете и повеќе од мене, тоа е поразително за една економија. Има остри критика кон владата на Меркел во тоа време за приближување на тој северен тек и слично. Јас сум многу позитивен во тој елемент, бидејќи мислам дека Меркел ја водеше германската влада, Германија беше супер силна и немаше воени жаришта. И на одговорот сега вака на некои писанија како од призма на неполитичар, автор на книги, Ангела Меркел го кажа тоа, дека јас ја штитев Украина и затоа не ја поддржував да биде членка на НАТО, за да не биде ово. Еве сега што имате, поделена земја, 20 милиони луѓе надвор и само хаос на сите страни. И економски поразителни бројки. Да се вратам на ваше опрашање. Да, има Европа структурни проблеми, има и Германија структурни проблеми, но најтешката задача на новиот канцелар ќе биде што да се избере сега. Ако се свртам кон Кина, така, каде што е интерес на германците за продолжување на извозните компоненти, ја губам Америка. Ако се свртам кон Америка, ја губам Кина. Што ќе правите сега? Имате три сценарии. Закон за зелена економија, зелена технологија, што или успешно применување на тие зелени транзицијски периоди и тие квантум на 600 милиарди од ЕУ и така натаму да не зборам, што мислам дека нема да биде толку лесно. Стратегија 2. Германија да ослабе, што е поразително и за нас. Значи нема капацитети, ја губи битката, германски големи предприемачи инвестираат во Полска и најголем дел во Америка. Па сега имате BMW, најголемиот фармацевски гигант и мислам дека Volkswagen веќе инвестираат сериозно во Соединените американски држави, што е и целта на Трамп. Така. Или третото сценарио, кое што, како велиме, last but not least, што ја верувам, Европа мора да донесе посилна индустријска политика и самата Европа да ја спаси Германија со инвестирање на 500 милиарди од таа така. контингентот на зелени. Зборуваме за зелена транзиција, еден овде во овој подкаст исто така многу пати зборуваме дека полесно ќе се справивме со кризата ако транзитиравме кон зелената енергија, односно зелена транзиција да имавме и ќе имавме понезависни ќе бевме енергетски, пред се во енергетскиот сектор. Сега ќе ве прашам, господине Цветковски, колку може челичната индустрија да придонесе кон зелената транзиција, бидејќи челична индустрија која ќе зборуваме или метална индустрија, нешто зборуваме за загадување, нешто зборуваме за темна црна металургија, значи зборуваме нешто што не е со зелена транзиција. Во разговорот пред подкастов спомнавте да вие можете да учествувате во се ова, да придонесете кон зелената транзиција. Како може да учествувате вие како индустрија? Да, точно, мислам... Ате ме збунивте, затоа морам да прашам. Да, мислам, челичната индустрија и заедно со производството на цемент беа првите на удар, да речеме, на тие нови мерки за спречување за намалување, да речеме, на емисиите на јаглеродиоксид во атмосферата, затоа што се
двете најголеми индустрии, мислам, кои што највеќе загадуваат. Меѓутоа, на некој начин истите, мислам, зборувам за челичната индустрија, се многу потребни за да се направи таа зелена транзиција, затоа што доколку се бараат нови инвестиции во нови технологии кои што би биле многу помалку загадувачки од постоечките, сепак тука се зборува за производи од челик. Во најголем дел се производи од челик, така да челичната индустрија сигурно многу учествува во таа зелена транзиција. Значи сите да кажеме само ветерните паркови, практично најголем дел од конструкцијата на тие ветерни паркови се кули направени од челик, оптимизирање на транспортите, новите технологии за бродски транспорт, новите технологии за железнички транспорт. Во се тоа е поврзана челичната индустрија. Освен тоа, да речем, и во челичната индустрија има на некој начин два основни процеса. Едниот процес е тој интегрален процес, каде што се произведува од руда, кој што е прилично загадувачки. Новиот процес, кон кој што, да речеме, се прави некоја пренасочување на новите инвестиции, е производство на рециклиран челик. Затоа што челикот како материјал можеби е најпогоден материјал, најодржлив материјал во историјата на човештвото, затоа што е употреблив повеќе пати, мислам, неограничен број пати. Целосно може да се рециклира и може да се употребува неограничен број пати. Значи, например, ова да е челично, нема да повторно ќе го се рециклира, може повторно истиот производ да се произведе и сето тоа, додека од пластика мислам дека еднаш максимум одреден тип на пластика може да се рециклира само еднаш и тоа за одредени намени, не за сите што може да биде. Колку што знам. Да, мислам се не знам точно за пластиката, меѓутоа знам дека за челикот е неограничен број пати може да се реупотреби. Например, макстиловиот производ е 98-99% веќе направен челик предходно. Значи само се претопува со додаток на некои легури за да се постигнат да речем вараните карактеристики. Меѓутоа самиот трансфер на производството на челик од традиционалниот начин на производство со високи печки во производство со електропечки со користење исто на зелени енергенси како што е јаглеродот, зелениот јаглерод во деловите кај што треба да се загрева некаков материјал. Замената на користењето на природниот газ може многу да влијае во остварување на таа зелена агенда. И затоа мислам во Европската унија има огромни инвестиции, огромни државна помош за големите индустријски капацитети за да се направи таа зелена транзиција. Да, ова е само дел од тоа што го разговараме, ќе мораме втората пауза за нашите пријатели на подкастот, ќе се вратиме со големата слика, ќе прокоментираме и за Виетнам што го спомна професорот, бидејќи Виетнам точно во оваа студио исто така ја зборувавме, например компанијата Реплек извезуваат во Виетнам и многу е интересен, бе фасциниран од тоа дека некој од Македонија може во Виетнам нешто да уште еден податок не сте го знаеле. Јас 20 на години, нема да кажам имиња на образовни институции, нормално да не правиме реклама. 20 на години работам во образовна, не е битно. Во образовна институција која 2006-2007 извезувавме ноу-хау, знаење, дипломи во Виетнам. Може да замислите. Грчки капитал има мешан капитал, до тука од неја во Скопје колежот. И јас уште од тогаш со тогаш мојот колега го правеа раководител на таа институција луд. А замислете колку сме биле пред времето. Сега дојде убава тема да ја кажам кај вас на подкаст. Може да замислите да извезете дипломи од универзитет или колеж, што да е, со мешан капитал, грчко-македонски, у Виетнам. Сепак дипломите се со печат на кирилица македонски. И уште тогаш немам прилика да бидам дел од тие посети во Виетнам, но сега добивам некако со германци од Хајделберг некоја мотивација да видиме во што е магијата. Виетнам е толку феномен. Имате комунистички систем, социјалистички како така е социјалистички, така централизиран. И некако успева од првата администрација на Трамп војна во помеѓу Кина и Америка со трговскиве царини да обезбеди некаде околу 200 милиарди евра, 20% од GDP
има со извоз на продукти во електроиндустријата или како да ги Така да е, ги Виетнам има БДП некаде околу 300 до 400 150 милиарди има извоз. Извоз 300 до 400 милиарди евра. Македонија има мора да учи БДП. од Виетнам. Така, Верувајте ми. не, Не треба са да учиме малка од друго. луѓе. Не са малка луѓе. Реплики, Има и реплики извезува, реплики извинувам, извезува. реплики. Не Реплик. само реплик, кој што го почитуваме и соработуваме. Има многу успешни примери кои со Виетнам имале добра соработка. Така да, ајде. Ке видиме, ќе зборуваме. Време е за втората пауза. Се враќаме после незе во студиото да финишираме со третата третина од подкастот. Се враќаме во подкастов, зборуваме со универзитетскиот професор Синиша Наумовски, со нашиот гостин од Макстил, Димитар Цветковски. Во оваа трета третина, во финишот на подкастот, ќе го прашам господинот Цветковски, кои се неговите очекувања во наредниот период, како ќе се развива состојбата, политичката состојба, но пред се економската и каде ќе биде металната индустрија во сево ова, од што треба да се плашиме, од што на што да се надеваме, пред се за вашата индустрија, за тоа на што сте вие компетентен да зборувате. Повелете. Па јас искрено да кажам и покрај се тоа што се случува во регионот и во светот, јас сум се уште оптимист, јас мислам дека македонската челична индустрија има иднина. И мислам тоа го покажува и фактот дека скоро сите фирми кои што учествуваат таму размислуваат и прават нови инвестиции, што значи очекувањата се дека имаме добра иднина, затоа што имаме добри производи, имаме добри бизнис модели и мислам дека можеме добро да се пласираме на пазарот. Освен тоа, предприемачкиот дух кој што постои во индустријата ни дава на некој начин сигурност дека и покрај сите предизвици кои што се поставуваат пред нас, ние успеваме, не зборам за Макстил, зборам генерално за целата челична индустрија во Македонија, успеваме да најдеме одговори за да можеме да се справиме со нив. Ова на некој начин можеби е и самото обкружување во кое што работиме, каде што сме научени на проблеми, каде што сме научени да се снаоѓаме, кој што на некој начин не подготвува за да одговараме на вакви предизвици. Мислам, за споредба, кога беше кризата со корона, многу од нашите европски конкуренти затворија привремено или на подолго време, бидејќи не може да се снајдат во тие новонастанати услови. Истото се случи и кога настана војната во Украина, кога се нарушија тие синџини на снабдување, кога имаше енергетска криза, многу од нашите конкуренти не беа спремни да се справат со такви предизвици. Нешто што кај нас е практично секојдневие, така да ја мислам дека многу подобро одговоривме ние во целата таа ситуација отколку некои други кои што поради добрите услови во кои што работат се можеби малку поинертни и комотни. Така, се надам нема да заборам за последното прашање за Украина, сакам да ви го поставам, но тоа ќе биде на крајот од подкастот. Само едно меѓу прашање пред со професорот да се вратиме на другиот дел на глобалната слика и кој што може да искористи. Вие сте од Македонија, значи имате странски капитал. Како кога одите да преговарате со големи играчи, вие сте во големите играчи, како доживуваат бизнис, не доживуваат нас од Македонија како бизнисмени? Како сме етаблирани во тој дел? Па, добро, мислам, Македонија, тоа што можем да кажам, предприемачите во челичната индустрија во Македонија, мислам дека се рамо до рамо со нивните конкуренти во Европа или во другите индустрии. Затоа што пазарот сепак не е некој различен на кој што учествуваме ние како но не, македонска. вие од Македонија доаѓате, вие сте мали играчи, што знаете вие, еве, грубо да кажам, Па мислам или дека имате изградено веќе респект? За нас зборуваат производите, пак ќе кажам, не зборувам само за Макстил, него Така зборувам за целата индустрија. челична индустрија. Зборуваат производите и зборува и тоа дека точно знаеме што правиме. Малку ќе се навратам, претходно кажав дека на некој начин изгубен ноу-хауот. Во челичната индустрија мислам дека имаме се уште многу добар ноу-хау
и мислам дека добро можеме да се носиме со нашите конкуренти. Сигурно не сме лидери, и не мислам дека не ни може да бидеме лидери, меѓутоа далеку сме од тоа да сме негде на дното на таа некоја, како да кажам, класификација на партнери, бизнис партнери. Така. Да, професоре, ова е во суштина вовет во она што го зборувавте и за дипломите како гледаат, на пример, што во Виетнам кон нас гледаат како на добар бизнис партнер, Така е, но гледаат и во Полска на добар бизнис партнер, гледаат и во Централна Азија, Туркменистан и кај што се пробиват гледаат. Во нас гледаат како земја од европскиот континент, Так. многу респектабилно. Што можеме ние во оваа нова геополитичка реалност, каде што ја наметнува Трамп, каде што се редефинира целиот поредок, се обидува да се редефинира, односно завршена е глобализацијата. Мислам дека ја прогласивме тука. Мислам дека ние прогласивме дека е завршена. Океј, глобализацијата. Што можеме ние да се поставиме? Што да направиме? Едно overview, едно сумирање на сите мои дискусии кои ги кажав. Прво, го спомнавме Виетнам. Ние мора да учиме од него во однос на тие изградба или трансферирање на техничко-индустријски везони само со намена на технолошки индустријски компании. Тука мораме да го искористиме тоа. Со посебни поволности, како што го прави Виетнам тоа од војната помеѓу Индија, метафорички, помеѓу, извинете, Кина и Соединените Американски држави. Тоа ќе трае. И тука едните имаат ограничување за чипови, другиве Huawei веќе пушта и така натаму. И сето тоа ние мора да го искористиме. Втора работа. Мора да размислиме за ланец на снабдување, српскиот пример, со батерии, рециклирање на батерии. Тоа е интересна исто иднина за македонскава држава. Мора да ја користиме примерот со Полска. Близината со Германија не значи дека ние треба да ја прескокнеме сега Германија, напротив. Кога Германија поминува низ одредени економски искушенија, ние треба да го искористиме тоа. Јас го гледам тоа како шанса. Изгледа вака налудничаво како идеја, но мислам дека треба сега да влијаеме кога ќе се конституира новата влада и нашава влада е во добри релации со идната влада во Германија. Едната е мајка, другата е ќерка, нели, во однос на заедницата ЕПП и како и да е. ЦДУ е добра шанса за нас. ЦДУ секогаш била позади македонскава на еден начин, ајде кауза, ако сакате да кажам, да бидам по контраверзен. Кои се можностите ако го поставим прашањето? Прво ајде вака да заукружам за Трамп. Може ли Америка по Трамп да ја врати индустријата? Јас не верувам дека тоа ќе биде брзо. Затоа што азијциве се многу поевтини. Затоа што Америка нема работници. Како ќе ги обезбеди работниците на фабриките? Тука ќе оставиме да видиме. Но ние ќе ја користиме шансата. Зошто ние да не можеме со огромната диаспора на македонски претприемачи во Америка да привлечеме овде? Сега се постава прашањето овде кое и комората стопанска, чинам го и вие сте член, го постави за работната сила. И за тоа имам теза. Отворам уште една теза на вашиот подкаст. Ајде да отвориме размислување Филипини. Зошто и што би изгубиле од увоз на филипинци кои се католици по 90%? Не мора да значи било што и да се. Но се многу попродуктивни од македонците. Тоа е интересна теза. И за Македонија би завршил кои се можностите во новата економија. Современа дигитализација, дигитална економија, IT извоз, ние достигнуваме некаде околу пола милиарда или 500 милиони евра сега за сега. А за 4-5 еден мандат на една влада, нека биде така кажано, ја верувам дека 2 или 3 пати ќе го дуплираме тоа. Тоа е важен елемент. Значи сум повеќе припадник на таа нова современа индустриализација. И добро е да имаме различни ставови. Реков, 3 милиарди евра ЕУ инвестира во рециклирање со батерии, стај да го земеме соседов од север, така, без разлика, он има некои проблеми, сега ги заврши за една недела до 2, 3, 5, тамо стабилни се тие. Стабилни се тие затоа што бројките му даваат стабилност. Привлековме инвестицији. Сега, дали Кина треба да ја интегрираме во ова? Не. Јас сум строго да се држиме кон Соединените Американски држави цврсто, да го искористиме ова ново рекомпонирање на владата таму и да одржуваме во континуитет уште поблиски релации со Брисел и со Европската унија. Преку Германија и Полска, да не ја забораваме Полска. Па и Унгарија ако милувате, која исто така е членка на Европската унија. Значи доволно блиску до ЕУ да изградиме една долгорочна стабилност и лобирање кај американската нова администрација за онаа политика на приближување. Таа е европска политика.
ние шори, ние често ја збориме во дебатни емисии. Таа политика вели, убедете ги европејциве, фабрикиве овде да ги донесат на континентот. Не да одат во Индија и во Кина. Така некако ја гледам, дали ќе извлечеме дали трговската војна, ако си поставам, така и често сам се прашувам кога анализирам или пишувам колумни меѓу Трамп и Кина, може да донесе вредност? Може. За нас. Може да донесе. Ја верувам дека тоа може да биде и предност, и можност. Бидејќи ние не сме членки на Европска Унија, добро, знаеме дека ризичноста на нашето портфолио е Германија, еве ќе работиме две стратегии. Како да го диверзифицираме портфолиото со Германија? Значи, ставете ја Полска, ја спомна Франција, соговорникот и други земји. Унгарија, јас ја спомнам, ќе го диверзифицирате портфолиото од една страна, а од друга страна ќе лобирате се повеќе засилено кај новата германска влада да ги убедува компаниите да влезат тука. Така. Сега доаѓаме она што сакам последното прашање да ви го поставам, господине Цветковски. Кај да е, веќе се насетува дека може да има мир во Украина. Која е шансата сега за вас како сектор, како индустрија, како компанија од мирот таму? Не зборам за енергенси, за сето тоа, туку она што ќе има ефтин старо железо, стар челик за преработувате, но има и други шанси каде што вашиот производ може да се најде во обновата. Дали насетувате дека и има мобилизација кај нашата политика, кај МНР на овоа поле, бидејќи одат во Украина често. Дали некој ве контактирал што може да се искористи кога ќе дојдат големите играчи, покрај големите па и ние малите да се протнеме во некој дел? Да, што може да искористим? Мислам, значи, се надевам прво дека војната во Украина ќе заврши што е можно побрзо за доброто на сите. Не сакам да преюдицирам како ќе биде исходот, меѓутоа мирот секогаш го преферирам во однос на некоја војна. Што ќе значи тоа? Ќе значи сигурно, мислам, една држава која што ќе треба да се изгради. Значи, како прво во таа држава сигурно има многу уништени работи кои што на некој начин ќе значат ново старо железо, нов извор на старо железо во, да речеме, во нашиот регион, и сигурно тоа би било некаква шанса за Макстил. Тоа што е поинтересно можеби е изградбата на Украина, затоа што сигурно ќе треба да се изгради повторно Украина, голем дел од да речеме индустријски инфраструктурни капацитети се уништени и тоа сигурно ќе треба да се изгради, или тоа што е застарено да се модернизира поради застојот, да речеме, во инвестиции во изминативе неколку години. Конкретно нас не нема никој исконтактирано, немаме разговарано за тоа. Меѓутоа, моето очекување е дека без разлика на тоа кој ќе на некој начин влезе во Украина, иако Макстил како дел од Дуферко е добро позиционирана за да влезе во Украина, затоа што Дуферко имаше свое представништво во Украина до пред почетокот на војната. Дуферко имаше украински партнери во еден период од неговата историја, баш во оној дел кој што сега, да речеме, на некој начин под руска контрола. Меѓутоа, значи, без разлика дали ќе влезе Дуферко, преку Дуферко и Макстил во Украина, по секој случај ќе се створи некоја потреба од нов челик во Европа. Значи, ќе се отвори нов пазар, ќе се додаде на она што е постоечка потрошувачка, нова потрошувачка. Така да тоа ќе биде, мислам, интересно за не само за Макстил, него за сите производители во држава на челик. Така да ќе, треба ли политиката да го следи се во ова будно и да ускокне, бидејќи без политичка поддршка многу тешко некој дека ќе се сети и ќе го пробие патот. Политиката мора да ја следи економијата. Да, апсолутно, би било многу пожелно од аспект на сите, мислам, да се следи овој процес на изградба на Украина, затоа што освен, мислам, челичната индустрија, другите индустрии од Македонија, мислам дека може да придонесат во изградбата и може да учествуваат директно во државата, во изградбата на државата. Државната помош, да речеме, би била многу добре дојдена во тоа. Така, ова е лајт мотив за уште еден подкаст со представник од МНР, бидејќи се Министерство за надворешни трговија и надворешна трговија, работи и надворешна трговија. Така што баш би сакал да отворам теми, бидејќи целта на подкастот се што е од јавен интерес да биде објавено и дискутирано, па кој сака нешто повеќе да научи, да го гледа подкастот и сето тоа. Професоре, имаме редефинирање на светот. Еве, гледаме, сите очекуваме тој фамозен мир
да дојде во Украина, во исчекување сме. Гледаме дека Кина сериозно уште не ги знаеме против мерките против Трамп, бидејќи Трамп игра топло-ладно кон Кина, но и кон останатиот свет. У суштина пробен балон, па ќе дојде назад ќе се поврати. Реакција, па пак пробен балон, па реакција, едноставно ги испитува, ги мери силите. Што можеме да очекуваме во наредниот период? Спомнавте Македонија како треба да се позиционира кон Германија, кон Америка, да ги искористи можностите, но што е клучно во ова редефинирање за да го искористиме? Ова е повеќе упатено прашање кон нашата политика, односно нашите политичари, што би требало да следат според вас? Гледаме дека би требало да не поддржат нашата индустрија во Украина, кога ќе се согласувам. Што би требало друго, како да се позиционираме во оваа кога големите се тепаат? Кога големите се тепаат, ние некако не треба, бидејќи подкастов е по неформален, така да можам да зборувам и по-неформално. Така, мислам, вие како... Да, тоа е подкаст, разговор. Големите се тепаат, ние не треба да станеме фактор на масава. Ако не стават на некаква маса, тоа мислам дека ќе биде ќе се подкосирува како што е тоа со Газа, нели? Затоа ќе кажеме да шала, Газа треба да биде Атлантик Сити, новиот град од така се го замислува, така го замислува Трамп, така. Не дај Боже се, ова е шала, сватите ако ние станеме фактор на некаква маса. Шала на страна. Македонија секогаш и традиционално има сојузници. Тоа е и Америка и Европа, го кажав тоа неколку пати. Но никогаш не треба да затвараме источни пазари. Ако имаме поддршка и можности, само треба да сме внимателни, затоа реков. Кина е сериозно развиена економија која е факт. И тоа не може да го смените, така? Но треба да се внимава преблискоста во однос на соработката со кинеската економија и влезот на инфраструктурни капацитети за патишта и слично по коридори може да направи одредено замерување од страна на американската администрација. Плюс НАТО, ние сме членство на НАТО, мора да внимаваме. Јас сум на стојалиште дека секогаш македонската економија или македонската држава треба да биде блиску до западните сојузници. Многу по-реално прашањето е што доколку дојде до сериозни разлики помеѓу американската влада и европската влада. Што веројатно ќе дојде и доаѓа веќе до... Тоа е многу веќе во самите западни сојузници имате различни ставови. Исто треба да играме како што го тоа прави Србија, ако сакате. Србија тоа многу мудро го прави. Да, можеби е тешко да го менаџирате. Србија игра буквално на крстосница помеѓу истокот и западот. Ги слушате од Брисел, ја слушате берлинската политика, секогаш имате добри релации со републиканскиве партии во Америка кога ќе дојдат на власт, а имате и пријатели од истокот што сега ние ќе бидеме на крстопат, дали Америка или дали Германија, односно Европска унија, дали Америка. Ние не можеме, кажав, ние мора да се држиме кон двете партнерства, и американците и Европа. Не можете вие да бирате, ние природно припаѓаме на европскиот континент. Но од друга страна, кога веќе не сте членки на Европската унија, се создава можности од позиција на кандидат поинаква соработка и со американската администрација да имат. Така да, тој дабл плей, јас мислам дека може да има добар бенефит кон македонскава економија. И овие регионални кризи, ако ги пратите, Србија има, не го зборнавме тоа, ама е атрактивно, има протести студенти. Така, тоа сериозно економски се одразува на српската економија. Тоа треба да го искористиме ние. Ние имаме за прв пат, после многу години, влада, јас немам врска со политика, но си ја сакам земјава, размислувам патриотски, која е компактна. Влада која има мнозинство од најголема една етничка партија, ако тоа значи. Значи нема пазарлуци, нема циклични падови, како што претходно имаше многу години. Така, тоа од 2014-15 некако сецкаме. Протести, шарени, револуции, вакви, што не и споминавме, така. И сега кога го гледам тоа во соседиве, истото го гледам. Значи, истото, ние треба да го искористиме тоа. Како да го искористиме? Кога седнете да преговарате со BMW и Mercedes, например, кај ќе инвестира во стабилна земја? Ние сме стабилна земја. Меѓуетнички во односи ни се на перфектно ниво. И тоа мора да го признаеме, така? Добро, сега ги отворија со грботи, со сето тоа нема да навлегуваме. Да, може пак да се зовриат страсти, па да биде вака. Не верувам. Јас не сакам многу политика не сакам политика, но мислам дека тоа е важна алатка да немате такви пиар популистички механизми. Не сум сигурен дека се разнишани, напротив. Мислам дека сме стабилни. Имаме известност, значи нема да имате избори секоја година, имате избори за 4 години, веќе 3,5 од денес. И имате нова известност за уште еден мандат стабилен. Значи тука сега мора да одработат. И затоа секогаш ја давам без никаков личен интерес поддршката на
економскиве и државниве политики. Сега треба да одработи. Мислите ли дека може да се одработи една вака стратешка Може. работа во Може. Македонија? Прво да пробаме да се смениме ние како единки. Да не бидеме толку многу критични кон се. Немате идеални односи. Имате ли дома идеални односи? Има ли секој работен ден? Ако замислите, во се бараме негативно, затоа не ни одат младиве. Затоа ни одат успешни банкари, мои колеги. Заради тоа што никој не се... Знам, загадени воздух, корупција, во ред, дај да пробаме да смениме нешто. Што можам ја од Сабајле сега да направам нешто добро, без да имам интерес од тоа. Еве да направам добро нешто. Макар да било што, да поздравам некого. Ако пробаме така колектив, верувајте ми, тоа е налудничава, се видело како овие гуруава што се смееме со Трамп, но има улог. Добро, не, Променете ја земјата, еве. Така. Излезете од Македонија на месец дена во било која земја надвор, имате друга енергија. Ние имаме злато од земја. Малечка, компактна, со различни култури. Не можеме да ја тргнеме земја. Не знам што не направивме, одстапки, додавки, придавки, знаме, се добро вред. И сега до тука сме. Дај сега да продолжиме внатре ги уредиме работите. Како можеме да донесеме пари? Пари требаат. Јас имам многу поатрактивна теза од како до 7% раст на GDP. Ние не смееме да престанеме да сонуваме од 5 до 7% раст. Не можете на граѓаните да им дадете да осетат, само има една работа. бенефит со 1,5-2% раст. Само да ви кажам. За 5 до 7 треба резови, сериозни реформи кои што ќе болат на краток рок, на година-две, али не гледам ни една влада во овој момент што е подготвена тоа да го направи. Да, јас сонувам за тоа. Тоа е само Тоа е изводливо, али за тоа треба резови, за тоа може да збориме во некоја друга по координативна политика и од монетарните елементи. Не треба само фискалната политика. Ќе зборувам, ќе зборуваме. Но верувајте ми, може Македонија да обстои напред. И да обстои и да оди напред и во оваа криза, затоа што имаме од секоја криза можеме да ја видиме чашава полуполна. Не сме членка на ЕУ, имаме билатерални силни соработки со германската економија, значи многу добри. Да, имаме проблеми со соседиве, но тие имаат Германија и Австрија ги имаат тие 50 години. Така да тие се некои работи. Ќе видиме. Не треба тука да ја позиционираме стратегијата. Рековме веќе денес на вашиот подкаст. Дај да ја позиционираме Полска, еве и Виетнам. Може да ги издвоиме еве како така. Полска и некој Виетнам. треба тоа да го знае и никој не зборува за сето тоа. Тука ќе го завршуваме некако подкастов, за да останат дилеми кои што ќе го обработуваме во некој друг подкаст, кажете што сега нема да одговориме се, бидејќи ова се теми кои што треба да ги разговараме. Но многу теми кои што ќе треба и политиката да даде одговор, па така што ќе можеби некој подкаст кај што има кај што ќе има и политичар, па ќе се дебатира за суштинските работи. Последно прашање до вас и да го затвориме подкастов. Очекувате ли да се подобрува полека бизнис климата или се уште ќе бидеме во период на стагнација? Кој е вашето како бизнисмен, човек што е во секторот? Значи да, искрено очекувам дека ќе се подобри бизнис климата и искрено мислам јас минатата недела официјално се заблагодарив на владата што не се мешаше во одлуката на Уставниот суд за враќање солидарниот данок. Ова е една епизода, меѓутоа тоа што е многу битно за секој бизнис, а после тоа мислам дека и за обичниот граѓанин е некоја правна сигурност, односно некоја правдина која што на некој начин значи и слобода. Затоа што мислам дека голем дел од тоа што се случува во државата е поради некоја безнадежност, дека не може ништо да се промени, затоа што знаеме дека тој што сгрешил не плаќа. Кога тоа ќе биде на некој начин осигурано на сите, мислам, тогаш правилата на игра се менуваат и мислам дека ќе биде многу полесно на бизнисот за да може да инвестира, за да може да расте, за да може да освојува нови пазари. И за да дојдат нови инвестиции, како што кажа професорот, мислам, сигурно кога некој голем сака да инвестира во Македонија, првото што го бара е стабилност. И правен систем. Прво тоа што го бара, кога некој ти воведува данок на солидарност, со сомнителни критериуми, 2 години после завршна сметка од годината за која што ти оведува,
Многу лоша порака се испраќа. Така, добро, вие Значи, Максил, успеавте добро, да ги ама- вратите преку Уставен суд, добро, Добро, не сме ги вратили уште, ама спремни сме, мислам да разговараме. Јас од онај Министерството за финансии мислам- најави дека ќе преговара со вас да Да. види како ќе го Да, реши, ама ќе ви ги Да се вратат вратам, парите, тоа е важно. мислам дека новата влада ствара многу добра бизнис клима, мислам почнува да ствара добра бизнис клима од аспект на тоа како се решават, мислам конкретно е транспортот и логистиката, нас ни се многу подобрени во последниве месеци за тоа што јавното предпријатие железници и транспорт почна да функционира како што треба. Значи имавме предходно дека имавме на секој месец дена штрајкови, сега веќе немаме, функционира како што треба и патуваат возови, има транзит низ државата. Сам давам некои примери Не, кои што ова е интересно, нас тотално не го перцепираме во јавноста. тоа не се перцепира како- за тоа што да речеме железничкиот транспорт е Како загубар оставен во ми го знаеме Да, како беше во загубар, нашата свест. беше загубар и знам, мислам колкави проблеми имавме минатиот период, меѓутоа новата влада се фати за работа, искрено кажано, ја оживеа некако таа фирма, државна фирма, го стопира процесот на либерализација на пазарот, кој што одлука кој што ја поддржувам, затоа што сигурно сакам прво државната фирма да се донесе на некој ниво да си ги врати загубите и после тоа да учествува рамномерно на тој некој либерализиран пазар. Така да мислам дека новата влада ствара добра бизнис клима. А во овој И подкаст се беше надевам- кажано од министерот за транспорт како дека планира, ќе- да. дека ќе продолжат во таа насока. Јас го Да, чувствувам. ова Се се надевам нови дека ќе продолжи. аспекти. Јас сум Да. познал како критичен кон секоја власт. Тоа е, Значи, треба да бидете вие. Да, Тоа е ја вашето- критичен, но ова се вашата улога. Да, но ова се нови сознанија, да, ова е добро што го спомнавте, ова ми изродивте неколку теми Нови за теми. наредни подкаст, искрено да ви кажам, да, тоа е интересно, еве транспортот, бидејќи не сме во тој бизнис, не знаеме кое е значењето за компанија, обичен железнички транспорт што функционира насекаде во светот најнормално, а ние дека би било проблем. Тоа за жал се случуваше во Македонија. Господа, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Се надевам дека ви беше вам интересен разговорот. Така е. Сигурно. Благодарам на Да. честа, јас уживав. Драго ми беше и Претпоставувам мене, дека да, и Димитар, апсолутно драго ми беше да Јас бидам тука. сакам да викам представници поразговараме. на компании кои што имаат интересно искуство со работењето. Напомнав, ми следел тука представник на Реплек, кој што зборувавме за Виетнам, Туркменистан и Полска, а не сме зборувале за нивните бизнеси или за неговиот живот, зборувавме во Јужна Африка. Како е, со Макстил, ретка можност да ни отворат други видици што нешто не го разборуваме во минатото, го изгубивме со реалниот сектор, со некако односот цене финансии, кредити, банки, некако се изгубивме во целава приказна со индустријата. Ја изгубивме индустријата во суштина во јавноста. Господа, во некоја Благодарам, наредна ве прилика. охрабрувам, продолжите со подкасти кои даваат позитивен импулс во општество. Ја тоа сум Се поддржувачи согласувам, фан, мислам бидејќи дека сите е- имаме деца и сакаме да ги насочиме кон, бидејќи новата младина е веќе надвор од телевизорите, Така, нели? така. На телефоните. И тоа ми значи кога се појавуваат вакви мудри научни подкасти, да бидам еве како овие американциве на крај, ако ми дозволите, Повели? за неколку години универзитети веќе станат YouTube подкасти на еден начин. Веројатно та. Значи, гостува Синиша Наумовски, професорот, и представникот на Макстил, Димитар Цветковски. Зборувавме за интересни теми. Ова е она што мене како новинар ме интересира и затоа ви го приуштив овој подкаст. Гледајте го, има многу теми, актуелни се, може нешто ќе ви заинтересира, па да обработите и вие во вашите дневни весници, во телевизиите, но и како граѓани и како гледачи да почнете да размислувате и да продлабочувате вашето знаење за проблематиката. Ви благодарам уште еднаш што ме следевте.